Здраво на сите петтооделенци. Добро дојдовте на часот по математика. Јас сум Јасмина Михаиловска, оделенски наставник во основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци. На денешниот час ќе учиме за дробки, препознавање на врската помеѓу 1/2, 1/4, 1/8, 1/3 и 1/6, 1/5 и 1/10. На овој час ќе научиш да препознаваш дробки и еднаквост на дробките, да ја препознаваш врската помеѓу 1/2, 1/4 и 1/8, 1/3 и 1/6, 1/5 и 1/10. И од веќе стекнатите знаења да изведуваш нови заклучоци за решавање на проблемот. Пред да започнеме со часот, да се потсетиме што се тоа дробки. Дробките означуваат дел од целото или групата. На колку делови е поделен квадратот, колку делови се обоени, ќе видиме на следниот цртеж. Цртежот кој што го гледате пред вас е поделен на 4 еднакви делови и еден дел од тој цртеж е обоен во црвена боја. Ова го запишуваме со дробка 1/4. Бројот 1 ми се нарекува бројител и означува колку делови од целото се земени. Цртичката ја нарекуваме дробна црта и бројот 4 ни е именител, односно означува на колку вкупно делови е поделен предметот. Да се обидеме точно да ја представиме обоениот дел на секој од правоаголниците кои што ги гледаме на цртежот. На следниот цртеж гледаме правоаголник кој што е поделен на два еднакви делови и еден дел од правоаголникот е обоен и го бележиме како 1/2. На вториот цртеж имаме правоаголник кој е поделен на 4 еднакви делови, а само еден дел е обоен во сина боја, со дробка го запишуваме 1/4. На следниот цртеж имаме правоаголник кој што е поделен на 8 еднакви делови, но само еден дел е обоен во зелена боја и со дробка го запишуваме 1/8. Од дадените цртежи може да се заклучи дека 1/4 е половина од 1/2, 1/8 пак е половина од 1/4. На следниот цртеж имаме повторно правоаголник кој што е поделен на 3 еднакви делови и е обоен само еден дел од целиот правоаголник. Ова со дробка го запишуваме 1/3. На следниот цртеж имаме повторно правоаголник кој е поделен на 6 еднакви дела и обоен само еден дел и со дробка го запишуваме 1/6. Од овие два примери ќе видиме дека на дадениот цртеж 1/6 е половина од 1/3. И уште еден пример на кој што имаме правоаголник кој што е поделен на 5 еднакви делови и само еден дел е обоен во сина боја, со дробка го запишуваме 1/5. Следниот цртеж повторно е правоаголник кој што е поделен на 10 еднакви дела и само еден дел е обоен во сина боја и го запишуваме како 1/10. Од дадениот цртеж може да се заклучи дека 1/10 е половина од 1/5. Да се обидеме да направиме џито дробки, вака.
На ѕидот од дробки е представени правоаголници кои што се поделени во 2, во 4 и во 8 еднакви делови. Првиот правоаголник кој е поделен во 2 еднакви делови, само еден дел е обоен во црвена боја и го запишуваме како една половина. Вториот правоаголник е поделен во 4 еднакви делови, 2 дела се обоени во сина боја, односно имаме едниот 1/4 и уште 1/4, односно обоени се 2/4 од тој правоаголник. И во третиот правоаголник е поделен на 8 еднакви делови, ги запишуваме секој дел како 1/8, односно обоен е вкупно 4/8 од тој правоаголник. Од цртежот може да заклучиме дека црвениот дел е еднаков со синиот и зелениот дел, односно црвениот дел ни покажува една половина од целиот правоаголник и тоа е еднакво на двата сини дела, односно 1/4 и 1/4 ни дава 2/4, или тоа е еднакво на зелениот дел кој што ни покажува 4/8. Важно што треба да го забележиме тука е дека различните дробки всушност помеѓу себе се еднакви. Како што е редот, на крајот на овој час, една домашна задача, кратка задача, која што очекувам сите со леснотија да ја решите. Ајде да ја прочитаме. Напишете ги еквивалентните дробки, представени на следниве цртежи. Имаме различни правоаголници, кои што ни се обележани со 1/2, 3/6, 1/4 и 2/8. Сега ве замолувам да го стопирате видеото и да ја решите оваа задача. Се надевам дека лесно сте ја решиле и сте ги добиле резултатите како и кај мене. Ајде да ја провериме домашната. 2/8 е еднакво на 1/4 и 1/2 е еднаква на 3/6. Ви посакувам успешна работа и многу вежбање. Ви благодарам.